Добар ден, драги ученици! Денеска ќе опишуваме луѓе, како изгледаат тие физички и какви им се нивните карактерни особини. За таа цел ние ќе се потсетиме на некои зборови што ќе ни помогнат при ова, а ќе научиме, се надевам, и некои нови зборови и изрази. За да опишеме некој човек, значи прво да видиме какви му се телесните карактеристики. Еве прво ќе почнеме со face, да го опишеме неговото или нејзиното лице. Какви очи има, нос, уста, уши, коса и така натака. Значи прво face ќе почнеме со eyes. Eyes знаеме дека се тоа очи. Сега може да бидат big eyes, small eyes, blue eyes, dark eyes или brown eyes, green eyes. И при опис на некого ќе кажеме he или she's got big dark eyes. Или he or she's got small green eyes. Значи, зависи какви очи има човекот, така ќе кажеме дека изгледа. Друг дел што е битен при опишување е hair, коса, hair. Може да биде dark hair, темна коса, fair hair, светла коса, long hair, долга коса, short hair, куса коса, grey hair, бела коса. Значи не е white hair, кога некој со побелени коси, тогаш ќе речеме дека it's grey hair. Straight hair, права коса, curly hair, виткана коса, wavy hair, брановидна коса. И се ќе кажеме, например, he's got short curly grey hair. Другите делови од лицето што се битни за опишување би биле mouth, nose, ears. Значи уста, нос, уши. Big mouth, small mouth. Big ears, small ears. Long nose, big nose, small nose. И кога опишуваме некој како изгледа, ќе кажеме, например, he's got a big nose. She's got a small mouth. She's got big ears. И така натака. Имаме и некои други карактеристики секако што се битни при опис на човек, например ако носи човекот наочари или ќе речеме he wears glasses или she wears glasses. Bald, келав, bald. He's bald. Или he's got a mustache. Има мустаки. He's got a beard. Има брада. Сега, откако кажавме за лицето, да видиме body, како можеме телото да го опишеме од некој човек. Tall, tall, висок или висока, tall. He's tall, she's tall. Short, he's short, she's short, низок, ниска. Thin, look at her, she's thin, слаб или слаба. Strong, strong, he's strong, тој е јак, силен. Fat, he is fat. И еве пример, ако сакаме, еве женава се опишува себе си, шо вика? Вика, I'm short and slim. I've got long dark hair. My hair is straight. I wear glasses. Значи, јас сум слаба и ниска, имам долга темна коса, мојата коса е права, носам наочари. Или ако опишуваме некого, трето лице, he is tall and slim, he's got short, fair, curly hair, his eyes are blue, he's got a beard and a mustache. Тој е висок и слаб, тој има куса, светла и виткана коса, неговите очи се сини, има мустаки и брада. Меѓутоа, за целосно да опишеме некого, добро е да кажеме неколку зборови за неговата или нејзината личност, односно карактер. Еве имаме nice, љубезен, пријатен, добар. Friendly, друштвен или друштвена. Hardworking,
Вреден, вредна. Спротивното lazy, мрзелив или мрзелива. Clever, паметен, паметна. Rude, погледнете, тоа е некој неучтива, дрска личност, безобразен или така. Dangerous, опасен или опасна. Unfriendly, недруштвен, недружствена. Shy, срамежлив или срамежлива. Bad-tempered, нервозен, нервозна. И сега при опис на луѓе, ние еве целосно да опишеме некого. My friend is tall and slim. His hair is short, dark and straight. He's got big brown eyes. He is nice and friendly, but sometimes he's lazy. Мојот другар е висок и слаб, неговата коса е кратка, темна и права, има големи кафеави очи, тој е добар и друштвен, но понекогаш е мрзелив. Или, еве друг човек да опишеме, вика My grandfather is short and fat. He's got grey hair. His eyes are small and blue. He's got a beard and a mustache. And he wears glasses. He's a very clever and hardworking person. Значи, мојот дедо, short and fat, е низок и дебел, има бела коса, очите му се мали и сини, има брада и мустаки, носи наочари, тој е многу паметен и многу вреден човек. И еве овде уште 3 личности кои што можеме вака да ги опишеме. Еве првиот физички не многу, ама што можеме да кажеме. He's got dark and big eyes. He's got a big nose. And he's clever. Веројатно е паметен, еве мисли на книгата, гледате? What about this one? He is short and fat. He's bald. He's got glasses and a big mouth. And he's happy. Look at him, he's very happy. This one, he's tall and thin. He's got short, dark, curly hair. He's got glasses. He's bad-tempered. And he's a hard-working person, веројатно. Имаме уште многу можности, се разбира, вие се надевам ке си вежбате дома, дали устно, дали писмено. Се надевам дека ова ќе ви помогне за понатака. Have a nice day and goodbye.